Почитувани ова утро во Деница на Мега ќе разговараме со еден наш сограѓанин, поточно за неговото хоби и така да се изразам обсесија. Кочо Трајчевски е битолчанец, 32 години, кој своето хоби од млади нозе конечно го пренесе во запис во 2013-та. Потоа следуваат уште две книги од истиот серијал. За првата книга добил и понуда за сценарио. Еден е од основачите на Сдружение на писатели. Се занимава и со превод на книги на англиски јазик и е дел од размената на писатели и уметници од повеќе земји. Кочо, добро утро и ти благодарам што денеска си гостин во Мега телевизија. Добро утро и мило ми да сум тука. Како што најавив претходно, од кога пишуваш? Споменав дека се работи за хоби. Можам да речем дека како хоби пишувам уште од најмлади години, пошто пораснав во фамилија која што е издатит љубител на книги. Моите родители имаат околу 2000 книги на домашна библиотека, читам од најмлади години и едноставно од секогаш ме влечел пишаниот збор. Започнав да пишувам, можам да речем, поактивно во средно училиште, продолжив на факултет и после тоа преку пишување на форуми на англиски јазик, пробување на, да си речем, какви ми се квалитетите, одличен респонс на читатели таму, дојде идејата да напишам книга. Споменав дека вашата прва книга е издадена во 2013-та. Кажете ми за каков тип на книга станува збор? Имаше англиски наслов, ако не се лажам. Да, книгата се вика, на македонски би било Наследството на Икарија храбри души, англиски The Icarian Legacy Brave Souls. Беше проект на кој што работев, можам да кажам, скоро една година. Почна како една обична статија, да речем, на Facebook, која што случајно кога што си читам, налетав си реков, доаѓа знаеш идеја наеднаш, од ова може да излезе многу добра книга. Започнав да пишувам, пред да се сетам фактички дека сум почнал да пишувам, успеав да напишам негде околу 50.000 зборови. И после следните чекори беа многу лесни. Книгата ја завршив и издадов на 15 март 2013 година. Одговорот од читателите беше многу добар, успеав да стигнам меѓу топ 100 на Амазон во првите 3 месеци од продажбата. И едноставно дојде она инспирација за пишување на нови дела, затоа што планирав да биде само една книга, испадна серијалот кој што досега се 3 книги, а во план се уште најмалце 7. Кажете ми, која е темата на самата книга, бидејќи насловот малку е специфичен, не е нешто што е секојдневно, претпоставувам дека се работи... Темата е стрикно воена научна фантастика. Фактички, можам да речем, жанр кој што се продава многу и посебно станува популарен во последно време со сите филмови кои што издагуваат. Тематиката е фактички човештвото како стара цивилизација со минато кое што го немаме уште откриено. Има историјат на поврзаност со вонземска раса која што не чувала и не негувала и која што оставила наследство фактички да бидеме чувари на други помлади раси, меѓутоа како и секогаш има непријател кој што сака да го спречи тоа. Тој непријател не открива и ја напаѓа фактички планетата. И приказната се одбива започнува така. Нападот па реакцијата на човештвото, главниот херој во приказната можам да речеме македонски војник, кој што се наоѓа во ситуација да успее да се издвои помеѓу останатите, така да речем, и тоа е темата на првата книга, како успеваме да се одбраниме од инвазијата и да откриеме нешто од тие минати тајни, и втората и третата книга работат на одговорот на човештвото фактички кога започнува активно да се брани и напад на непријателските светови. X-Files, Атлантида, која е инспирацијата? Можам да речам повеќе Атлантида, на некој начин. Star Wars смешан ли се? Да, Star Wars е веќе друга тематика на то. Исто така би сакал да споменам дека работам на 2 книги во тој универзум, за кој што добив договор од Del Rey, издавачка куќа која што работи со тие книги фактички. И би требало да излезат кон крајот на оваа година. Тоа се зависи фактички од издавачката куќа кога ќе се решат. Моја да ја напишам книгата и да ја доставам. Добивте понуда за сценариот од DreamWorks. Да, тоа дојде, можам да кажам, Оливера, како многу добро изненадување. Едноставно стигнува имейл од сценаристката, се вика Кейти Кранц. Таа е личност која што работела како продуцентка на повеќе филмови, која што работи независно за DreamWorks за снимање на нови надежни книги или сценарија. Ми стигна понуда на имейл и на Facebook покана за да разгледам профил се таква работа и потоа ми стигна понуда дали би бил заинтересиран
да се сними сценарио, да се напише сценарио, за кое што морав први сам да си платам, додуше не ми понудија некоја финансиска добивка, меѓутоа ми кажа дека загарантирано дека ќе биде снимен филм. Сега кога, како, тоа си зависи од филмската индустрија, не можеш да знаеш. Сценариото е околу 80% готово до сега. Се надевам дека во наредните месец до два ќе биде довршено и потоа дека ќе добие дата фактички кога ќе биде сниман филмот. По професија си економист, меѓутоа кога станува збор за англискиот јазик ќе сретнеме многу луѓе кои што добро го владеат, кога станува збор за нефлуентен говор. Меѓутоа да се пишува литература и истото да биде преведена на англиски јазик малку е потешко. Како ги спои овие две работи, економист со нели човек кој што се занимава со јазици? Економист, можам да речем дека економскиот факултет ми беше одлука после средно училиште и после војска, за која што се решив едноставно како факултет кој што ти дава повеќе шанси да успееш во животот во Македонија. Испадна како што испадна, го завршив факултетот, не успеав да најдам работа, англискиот јазик бил, можам да речам, пасија уште од млади години. Можам да кажам дека течно го зборував веќе до прва година средно. И потоа како што патувам често надвор, самото користење на јазикот можам да речем дека го совршив. А за пишување пишувам директно на англиски, не пишувам на македонски па да преведувам на англиски, туку директно, а превод на наши дела мислам дека ако успееш да ја разбереш книгата и поезијата или било што преведуваш, не е многу тешко тие зборови да ги пренесеш на друг јазик. Ке се навратам на делот на еден од основачите на Сдружение на писатели. За каков вид на здружение станува збор? Здружението се вика Манускрипт. Тоа е здружение на активни и, да речем, надоаѓачки писатели од Македонија. Целта со другите основачи беше просто едноставно затоа што сите знаеме колку е тешко да издадеш книга во Македонија и реално земено во која ситуација ни е спадната културата, дека сепак многу повеќе младите обраќаат внимание на излегување и на други работи отколку на читање на книга. Сакавме македонскиот збор да се доближи просто едноставно и да му се овозможи на писателот да не помини 100 лавиринти за да издади книга, туку едноставно на едноставен начин само да се достави својата книга и да издади со сопствени средства, меѓутоа кои што се символични, можам да кажам. Здружението досега има околу 500 членови. Секој ден се пријавуваат се повеќе и фактички сега и целта и моја на едно од патувањето во Шпанија е да доставам македонска литература, не само членови на Манускрипт, која што ќе биде преведена исто така на повеќе европски јазици, со цел македонскиот пишан збор да стигне и до поширока читачка публика. Низ разговоров неколку пати потенцираше дека си често надвор од земјава, учествуваше во таа размена на писатели и уметници. Кажи ми зборот два повеќе, што е она што најскоро ќе се случува околу оваа размена, каде се ќе присуствуваш? Па вака, моето фактички учество во размената е од 15 април до 17 јуни, ќе престојувам во Сан Себастијан во Шпанија. Во исто време словенски писател мислам дека ќе дојде во јуни во Македонија. Сега за сега се уште се водат преговори, дали ќе биде јуни, дали септември, не се знае точно, меѓутоа тоа е размена на писатели помеѓу 6 земји. Македонија, Словенија, Холандија, Ирска, мислам дека учествува и Хрватска и не сум сигурен, меѓутоа мислам дека и Шпанија, се не знам дали ќе биде стрикно шпански писател или само од Баскија. Размената е со цел земји како Македонија, кои што се со помала популација, помалку зборуван користен јазик, да се популаризира низ целата Европска унија и на некој начин да се поврзат културно земјите со цел на промоција и на самите земји и на самите писатели. Во текот на мојот престој, мојот личен план е да напишам најмалце 2 книги. Една е фактички ќе биде како еден вид мемуари за моите искуства додека престојувам во Шпанија, а другата ќе биде исто научна фантастична книга на која што започнав да работам, меѓутоа која што планирам да ја довршам таму и да ја издадам преку овој проект фактички. Кога станува збор за твоите книги, остануваш ли сепак условно речено конкретно само на научната фантастика како тема или можеби ќе се расплиниш и ќе опфатиш некои други сегменти? Па веќе можам да речем дека сум расплинат и опфатен, пошто покрај тоа што пишувам книги, исто така работам и како колумнист во спортски аспект. Пратам редовно репрезентации во кошарка, во ракомет на европски првенства и дописник сум за неколку портали во Македонија. Така да една книга планирам дефинитивно да издадам за моите искуства на тие шампионати и најголемите успеси на македонскиот спорт.
Таа книга е веќе готова, се чека само да речам дали ракометарите ќе стигнат на Олимпијада или не, за да се види да се догади и тоа. Исто така пишувам и една љубовна приказна која што е на добар пат да биде довршена, иако можам да речам дека главен опсек ми се научна фантастика и фантазија. Колку од твоите книги може да се најдат тука во Битола, пошто книжарниците кај нас знаеме во која состојба се? Во Битола може да се најде книга во градската библиотека каде што имам донирано и во сега не такно како се вика книжарата која што е кај Домот на културата на англиски јазик каде што можеш да читаш. Сега за сега се достапни само таму, инаку ги делам лично самиот. Имам дома примероци кои што, да речам, ако е некој заинтересиран ми пишува, слободно му давам. Не ме целта кај нас во Македонија да продавам, пошто знам каква е финансиската ситуација, а и можам да кажам имам доволно приходи од надвор од Македонија, така да единствена цел е ако некој стварно сака да прочита книгата, да му доставам примерок со мој потпис и се разбира да стекнам нов читател и можеби да му дадам кратка инспирација и тој да постигне нешто. Пред крајот на ова интервју во оваа деница на Мега, само ќе те запрашам околу советот кој што ти, како човек кој што се занимава со пишувањето и читањето на литературниот збор, да ги посоветуваш ли да пратиш еден апел до младата популација, се почесто да земаат книга в раце, бидејќи еве им ја годиш и темата на која што се најповеќе заинтересирани? Па, искрено би рекол на секој кој што помлад човек, можам да кажам дека многу е добро чувството како човек кој што порано пушел цигари и пиел кафе, со утринско кафе или со цигара да застанеш и книга да имаш во своите раце. А исто така е многу добро искуство за да научиш нешто плюс и можам да кажам да добиеш инспирација да знаеш дека сепак не постојат граници ако самиот сакаш да постигнеш нешто. Тоа е барем мојата инспирација затоа што знам колку е тешко да успееш да издадеш книга на странски јазик и потоа колку работа и колку труд треба да се вложи за да постигнеш нешто плюс. Сум го постигнал тоа, сум поминал трнлив пат, меѓутоа можам да речам дека успесите се многу добро вредни за сета таа борба и мина труд. Кучес ти благодарам што беше гостин во утринската деница на Мега. Се надевам дека во иднина ќе не поканиш и на промоција на твоите наредни книги. Тоа ќе биде сигурно. Ти благодарам, а ние почитувани гледачи продолжуваме и понатаму со утринската програма.